Вести на Канал 8, добар ден. Информацијата за производството и пласманот на оризот на 8-та седница на Советот на општина Кочани беше една од точките што ги разгореа страстите меѓу советниците. Забелешките околу причините за загубите што и годинава ќе ги забележат земјоделците прераснаа во меѓусебни препукувања и навреди што ги смируваше градоначалникот. Состојбите во оризопроизводството беа точка на расправа на 8-та седница на Советот на општина Кочани. Како причини за лошите приноси што се очекуваат годинава, советниците наведоа повеќе фактори, меѓу кои главни се задоснетата сеидба поради ненавременото пуштање на водата за наводнување и користењето непроверени хемиски препарати против плевелите. Беше речено дека воопшто не може да стане збор за лоши климатски услови во текот на минатата и оваа година, ниту пак премногу надеж да се дава на новите сорти турски ориз. Сега се форсира, по мене за да се сокрие ланската вистина, се форсираат турски семиња. Бидете убедени дека турските семиња не се иднината на Кочанското поле. Ние како град, како општина имаме еден совршен бренд, наречен Кочански ориз, со кој се гордееме и кој е тражен. Се што е ново, не треба веднаш да го отфрламе. Треба да бидеме отворени кон нови работи. Се уште не знаеме дали турските семиња се добри или не се добри, како што кажавме, жетвата не почнала. Може би ќе бидат подобри. И наместо дискусијата да се води за проблемите во оризопроизводството, таа се разви во сосема поинаков правец. Вашиот обид да ме дементирате е всушност да ги покриете сите криминални работи што некој ги работел. Не во ваше име. Тие ги работат за свој джеп. Немојте моите зборови да ги извратувате дека бранам некакви криминални групи. Не ми беше тоа целта. Целта ми беше само околу Кочанскиот бренд. Дека треба некој да поднесе одговорност за шверцуваните препарати. Тука знам има доста што се бавеле со шверци, еден сум и јас од тие, ако може да се пофалеме. На кој ќе пријават они ако купувале од шверцувани апарати? Колега Димитров, навистина ме изненадивте, не знаев дека порано во минатото некој ще се бавиле со шверци или не знаев дека некои другите колеги си имат бавено со тоа. Бидејќи сакавте да поентирате политички. Ако не знаете кој се бавел со шверц у Кочани, вие догаѓате погрешна партија, па вашата партија пола настанаа гајсте со шверц. По овие препукувања, ситуацијата ја смируваше градоначалникот Димитровски. Немаме ние надлежност ни како совет, нити како општинско раководство, меѓутоа се согласувам со сите дискутанти и оние кои што не дискутираат дека ова е живење на општина Кочани и дека треба да во секое време, може би на секоја втора седница го разгледуваме живењето со оризот, односно состојбата со оризот во нашиот регион. На крај, наместо заеднички заклучок и прифаќање на информацијата, советниците од опозициониот блок гласаа воздржано, искажувајќи несогласување, како што рекоа, од начинот на кој се решаваат проблемите во оризопроизводството. Општина Кочани објави оглас за вработување на нови државни службеници. Потребата за ангажирање на работниците се оправдува како замена на лица што веќе заминале во пензија, но и поради нараснатите потреби во одредени служби на општината. 8 слободни работни места во општинската администрација ќе пополни локалната самоуправа на Кочани со огласот што го објави во медиумите. 6 позиции се однесуваат на ангажирање помлади соработници за кои не е потребно работно искуство, а 2 се за советници за кои се бара минимум 3-годишно искуство во струката. Работните задачи на кои ќе бидат ангажирани лицата се од различен карактер, односно тие ќе бидат прераспределени во повеќе сектори од администрацијата. Објавувањето на огласот го сврте вниманието на дел од советниците на 8-та седница, кои побараа објаснување зошто се ангажираат лица кога се бара ребаланс, односно намалување на средствата во буџетот на општината за оваа година. Она што го коментират граѓаните е дека општинската администрација ви е пренатрупана и дека не е функционална и дека недоволно си ги врши своите обврски на задача или на ниво на кое што треба да одговори. Значи, вие сакате од денес согласно да примате уште 8 нови вработени. Предпоставувам дека некои ќе бидат па у некои блиски врски со дел од првите или од раководните луѓе на оваа општина. Објаснување за објавениот оглас за вработување на нови државни службеници дојде од општинската администрација. Не станува збор за нови вработувања, него станува збор за упразнети работни места,
Значи нема ниту едно работно место што не е упразнето. Значи тоа се поради заминување во пензија на пет државни службеници што замина во пензија, 6-тиот е еден починат што имаме и пред една година се упразни местото исто така и за градежен инспектор, односно се направи трансформација, градежниот инспектор отиде на урбанистички инспектор, а претходниот Панче Грчев замена исто така во пензија. Исто така и се осеќа само има едно ново што е ново вработување што не е поради пензионирање, тоа е во делот на градежен инженер, кај што се осеќа слабост во службата. Со огласот е определена и основната месечна плата што ќе ја земаат нововработените, при што за соработниците е определено да примаат 20.170 денари, а двајцата советници по 24.000 денари. Огласот за пријавување на кандидатите е отворен до 1 октомври. Доделени благодарниците на македонските средношколци кои освоја 1 сребрен и 2 бронзини медали на 21-та Балканска олимпијада по информатика во Сараево, како и на учениците кои се вратија со бронзен медал од 25-та интернационална олимпијада по информатика во Брисбејн, Австралија. Репрезентацијата ја предводеше 17-годишниот Бојан Серафимов од Виница. Бојан Серафимов како дел од репрезентацијата во која беа уште и Климент Серафимов, Васил Кузевски, Филип Беџовски и Росица Дајановска, се надпреваруваше со своји врсници од 10 балкански земји и заедно го постигнаа најголемиот успех за Македонија од областа на информатиката. Заменик министерот за образование и наука Марта Арсовска-Томовска рече дека надпреварите по информатика представуваат вистинска можност да се навлезе во тајните на програмирањето, да се подигне свеста кај младата популација за потребите на информатичката индустрија во нашата земја, а воедно се и поттик за градење професионална кариера во областа на информатичките технологии. Според неа, со учество на врвни надпревари во програмирање и алгоритамско размислување, нашите олимпијци покажале дека во Македонија има талентирани ученици и дека истите се рамноправни со оние избрани од многу побројни нации. Пласман на ваква меѓународна олимпијада значи и билет за студирање на најдобрите светски универзитети, а подоцна и гарантирана кариера во некој од водечките македонски или пак во некој од најпрестижните светски компании, како Google, Microsoft, IBM, Intel, Facebook, Skype или Twitter. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека информатиката е многу значајна област, чиј развој придонесува и за севкупниот развој на нашето општество. Објавен огласот за организирање на традиционалниот кочански панаѓур по пат на јавно надавање. Почетната цена изнесува 500.000 денари без ДДВ. Комисијата за спроведување на постапката за јавно надавање објави оглас за организирање на традиционалниот кочански панаѓур по пат на јавно надавање, кој годинава ќе се одржи од 18 до 23 октомври. Почетната цена изнесува 500.000 денари без ДДВ. Јавното надавање е закажано да се спроведе на 1 октомври во 12 часот во просториите на предпријатието Водовод. Право на учество имаат сите регистрирани правни субјекти кои се регистрирани како правен субјект во Централниот регистар најмалку 2 години, кои немаат обврска према КЈП Водовод. Треба да уплатат 10% од почетната цена објавена на лицитацијата во благајната на предпријатието, најкасно до почетокот на јавното надавање. На веќе излицитираната цена за купецот има обврска да плати и 18% ДДВ и 35.000 денари депозит за електрична енергија. Исто така, ќе има обврска да ја исчисти и подготви локацијата за непречено организирање на панаѓурот, да изврши монтажа на 6 лимени бараки за обавување на угостителска дејност, да спроведе осветлување само на патеките и монтажните бараки, да обезбеди вода, санитарни чвора и истите да ги одржува чисти за време на панаѓурот. Доколку лицитацијата е неуспешна, организацијата на панаѓурот ќе ја превземе Водовод. Поетско вдахновение е насловот на делото кое беше промовирано пред кочанската јавност во просториите на Центарот за култура Бели Мугри. Изборот и предговорот е од директорот на установата Коце Стојменов. Во книгата со кратки биографии и со неколку песни се поместени поетските имиња 52 поети од Кочани од периодот меѓу двете светски војни па до денес.
Да продреш до душата на авторот е лудост или храброст, или тоа е едно та исто. Да одвоиш дел од неговата душа, треба да бидеш подготвен на непредвидено движење во просторот на обкружувањето, вели авторот на книгата Коце Стојменов. Секој сум човек кој трага по нешто што го нема, што е заборавено, што е ставено настрана, значи сакам она што е малку достапно на јавноста да го изнесеме, едноставно да биде полесно, едноставно на едно место, едноставно да луѓето да можат едноставно да дојдат до сознание на она што Кочани го имало, го има и се надам дека ќе го има, а тоа е на полето на уметност. Минатата година, како споменав дека тоа беше со ликовните, оваа година се дрзнав за поетите. Секој автор од што се поместени овде, значи се застапени по неколку песни, зависи од авторот, значи од 3 до 6 песни секој автор е застапен, значи да ја дадеме простор и на помладите, и на оние малку што творат, и на оние што повеќе творат, значи сепак Кочани треба да ги споменува авторите што се метнати во книгата. Промотор на книгата беше Тања Стојковска, директор на Домот на културата Златовски рудар од Пробишти, која рече дека длабоко ја трогнал предговорот од Стојменов, поместен во книгата, и дека оваа книга е богатство за кочанци, кои треба да го чуваат, бидејќи остава длабоки траги врз кочанското поетско творештво. И навистина ми беше драго што бев промотор на една ваква квалитетна книга. Поезијата треба да се негува, меѓутоа на еден ваков начин, значи едно поднебје да се заштити од заборавање, да се заштити со податоци кои навистина се вредни, како за вашиот град, така и за сите поети, и мислам дека Коце направил вистински избор. Изборот несомнено беше дека ќе биде добар, меѓутоа и предговорот кој го има напишано, значи возбудува, влечи и онака ги вади од вас сите чувства и сите емоции. Мислам дека навистина го погодил и предговорот и изборот на авторите, и 52 автори да имате од волку, да речам мал град, меѓутоа тоа е голем град, ама 52 автори на поезија навистина е чест. Промоцијата на книгата започна со читање на извадоци од поетските творби на поетите за кои Стојменов пишувал во делото, кои беа придружувани со музика. На неа присуствуваа и дел од поетите споменати во книгата. Во библиотеката Искра е отворена изложба на слики од академскиот сликар Коста Клифов од Велес. Покрај библиотеката, неизини организатори беа музејската збирка Кочани, како и музејот од Велес. Пред кочанската културна јавност Клифов се представи со 20 дела изработени во техниките масло на платно и акрил. Изложувал во родниот Велес, а ова е прва негова самостојна изложба надвор. Истата изложба беше у Велес, у мај месец. Представени се 18 платна, масло на платно и акрил. Теми од политички теми, теми од војна, теми пейзажи, природа, лица, портрети. Освен масло на платно и акрил, Клифов работи и пастел и комбинирани техники. Работа ми абстракција, мислам тука е мал дел тематски одбран свет, така неколку дела одбрав, да се компонираат како една целина, иначе имам доста нови дела, така да. Може ќе бидат некојаш и тие изложени или сасвим некои трети нови, сега работам така на некои абстрактни геометриски форми, психолошки, така линијата нешто е како елемент што може да се трансформира во различни форми. Коста Клифов е роден 1985 година, а дипломирал на Факултетот за ликовна уметност во Скопје. Освен во Велес, учествувал на колонии и групни изложби во Скопје и Куманово. Театарска представа која жестоко говори за слободата на индивидуата наспроти издружувањата во име на доброто народот, за моралот на големите водачи, бискупи и папи. За вистинската промена и за можноста за постоење на револуција, прогонот и убиството на Жан Пол Мара пред кочанци беше одиграна синоќа на сцената на Центарот за култура Бели Могри.
Станува збор за дипломска представа на студентите од класата на редовниот професор Владимир Милчин, во кој се разработува полемиката на Мара и Десат за смислата на револуцијата и прераснува во полемика за смислата на денешната актерска професија, како и за соочувањето на младите актери со застрашувачката неизвестност на она што ги очекува надвор од факултетските бараки. Пораката на оваа представа е вајде дека е време за револуција. Пошто ако чекаме уште малце, нема ништо да бидне. Проектот ни беше супер, ова ни е дипломска представа. Низ својата дипломска представа, 14 млади актери го изразуваат својот став за општеството во кое живеат, во кое стравот е доминантна емоција, но и својот став за театарот која губи битката со театралноста на ужасите во секојдневието. Токму затоа текстот во представата е еден од неколкуте драмски текстови што за свој централен мотив го имаат преиспитувањето на моќта на театарот и затоа бил едногласен избор за текст за дипломска представа, додаваат актерите. И конечно, овие млади актери успеаја да ја наполнат салата на Центарот за култура во Кочани, а театарската представа беше дел од манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Советниците позитивно одговорија на барањето новоформираниот футсал клуб да го носи името Кочани. Клубот наскоро почнува да се надпреварува во втората македонска футсал лига. По пионерскиот и женскиот фудбалски клуб и новиот футсал клуб официјално ќе го носи името Кочани. Ќе се надпреварува во втората македонска футсал лига која почнува за неколку дена. Како подготовка за Лига надпреварите, претходно беа одиграни неколку контролни средби. Има голем интерес кај младата популација и се надеваме дека ќе направиме една добра екипа која добро ќе репрезентира футсал клубот Кочани и нормално градот. И едноставно Кочани ќе добие еден друг вид на спорт кој ќе биде од надпреварувачки карактер. Футсал во Кочани досега се играло само наменски и тоа аматерски, на турнири за Петровден или други празници што ги организирала општината. Креаторите на клубот се надеваат дека ќе бидат организатори и на надпревари во футсал од повисок ранг. Се надеваме можеби во најскоро време и ќе имаме и ќе бидеме домаќини на некој футсал надпревар од страна меѓународен надпревар да не устои и нашата репрезентација во футсал. Футсал клубот Кочани надпреварите на домашен терен ќе ги игра во спортската сала во основното училиште Никола Карев. Ова беше уште едно издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што не следевте. Пријатно!